книга Мојсиева 21 глава 33. Аврам засади гора при Тамариска Версавеа и таму го повика името на Господ вечниот Бог. Или во други преводи најдов дека го пишува не Тамариска гора засадил, односно дека засадил дрво тамариск. Големо дрво вака разгрането и вика со пердувести гранки, прамени, обложени со најситни лисја, а напролет е украсено со класови од прекрасен розов цвет, кој како да го обвиткуваа целото дрво во еден линеарен лист боја. Сенката на тамарискот е многу поладна од онаа на другите дрви. Може да издржи топлина и долги сушни периоди, со тоа што испраќа корени длабоко долу за да најде подземна вода. Ако водата е достапна во текот на првата сезона на растење, корените на тамарискот продолжуваат да ја барат влажната почва и продолжуваат да цветаат без дополнително наводнување. Значи, многу издржува на сушни места во пустина, практично. Тамарискот е толерантен на суша и затоа идеален за сушни клими. Во Бицавеа нема многу освен песок и камења, таму каде што го засадил ова дрво Аврам. И сепак Аврам сади таму тамариск, единственото спомнување во нашата Библија дека Аврам садел воопшто нешто. Значи, тоа е дрво кое што расте бавно, се зголемува само 1 инч годишно и му требаат близу 400 години за да порасне до целосна висина. Неговите зимзелени лисја собираат водена паре од влагата во воздухот во текот на ноќта, а кога сонцето зрачи со својата топлина, капките испаруваат и создаваат систем за ладење. Тоа е надворешна климатизација за жешката пустинска жега. Понатамошното истражување на дрвото открива дека инсектите го трансформираат сокот од дрвото во бела супстанција што е сладка за јадење и некои ја нарекуваат мана, меѓутоа вика нема врска со таа што била маната која што Господ им ја давал подоцна на израелците. Зошто Аврам одвел време да засади такво дрво? Да, или шума бил, како можеби повеќе насадил, не едно. Знаме дека имало многу причини за славање во животот на Аврам. Дрвото го представува Бог, вечниот Бог кој што ќе го благослови со дете. Меѓутоа, кога ќе се стави се заедно, дрво на кое му биле потребни речиси 400 години за да порасне, дрво кој што обезбедува сенка, воздух и екзистенција, дрво сместено во пустина, се појавува друга мисла. Свртете назад во Излез во Битие, 15 глава, 13 стих. И Господ му рече на Аврам: знај дека твоите потомци ќе бидат странци во туѓа земја, ќе робуваат и ќе бидат угнетувани 400 години. Кој доаѓа низ пустината околу 400 години подоцна. Кој што има потреба од сенка, воздух и свежина. Потомците на Аврам. Спасени од Египет и упатени кон земјата што Бог ме оветил на Аврам, тие ќе имаат потреба од сите работи што ќе ги обезбеди тамарискот околу 400 години откако ќе биде засаден. Каков поинаков начин да се прочита овој стих. Видите каква вера покажал Аврам. Тој нема да го види плодовите од ова дрво. Меѓутоа верува дека преку неговото посолство Исак и она Господ кој што му кажал дека после 400 години ќе се вратат тие, Аврам нешто остави.